знам колку сте запознаени со емисијата Анализа 24, кај што господја Катица Јанева, како јавен обвинител, јавно објави и кажа за прв пат, барем јас за прв пат тој податок јавно го осознав, дека во прислушкуваните разговори постојат судии кои што се прислушкувани и кои биле предмет на нелегалното прислушкување. Дури во продолжението на тоа, на прашање на вашиот колега новинар, истата дава изјава дека дел од тие прислушкувани и постапуваат во предметите со тоа дека не е судијка во женски род. Тоа дава сомнеш. И од тие причини веднаш по таа емисија е поднесено барање да се одговори само кои се судиите кои што евентуално се наоѓаат во тие прислушкувани разговори, за да одбраната знае дали тие судии можеле да постапуваат во некоја фаза од досегашната постапка, дали може да постапуваат и во понатамошните фази, или постојат законски пречки, затоа што ваквото нивно појавување во овие нелегални разговори може да се смета дека пред истите можат да имаат третман на оштетени во постапките. А тоа е пак законска основа за нивно непостапување, односно законскиот израз изземање од постапување во постапките. Како не треба да одлучи? Во овој случај, дали ќе одлучи врховен или ќе одлучува неговата седница, навистина треба да видиме тоа, но во секој случај би морало да дојде првата одлука преку Врховниот суд. А не ли е проблем што и председател на Врховниот суд беше дел од бомбите сега? Малце нелогично не? Затоа јас и отидов на тоа кој ќе одлучува Врховниот, ќе си одлучи самиот тој Врховен суд и ќе се види. Ако е, тогаш тоа е веќе негова одлука како судија во тој суд.